Добар ден, криптоентузијасти, во уште едни Altcoin вести. Знаете и сами како и секогаш со помош на Анджело, тоа е еден од нашите админи, кои што нормално ни помога да ги собереме и да ги објавиме овие вести за сите Altcoin во светот, така да ова е наш здружен труд заедно со него во однос на ова што денеска ќе го проследите, Altcoin вести, како од институционален аспект, така и од Altcoiните сами по себе. Тоа што ова е првата содржина за оваа недела, во среда би препорачале дефинитивно да не го пропуштате. Лајвстримот во кој што ќе разговараме за макроекономија и крипто, каде што првенствено главна тема ќе биде самото истекување на рокот за преговори за тарифите кои што моментално се воведуваат официјално од 9 јули, или ќе се воведат или не, останува да видиме нормално. Така да повеќе информации за ова во среда во лајвстримот кој што ќе биде нормално заедно со Гоце, како и секогаш, како и апдейт на геополитичката состојба во светот. Овдека највеќе ќе се задржиме на потенцијалното примирие во Газа помеѓу Хамас и Израел, како и ќе разговараме малку повеќе за предстоечкиот самит на БРИКС во Бразил, каде што имаше нови закони од страна на Трампу за тоа дека истите ќе бидат санкционирани за тоа што се здружуваат во оваа организација БРИКС, за тоа повеќе нормално во среда. Во четврток ќе добиете видео за Sonic, да, со мала предност, значи Phantom и Sonic се едни од, пак би рекол, самиот Phantom како коин, кој што сега е пренаменет во Sonic, еден од постарите алткоини во алткоин сферата и дефинитивно заслужува предност. Во сабота ќе имаме нормално неделен лајвстрим, лов на врв, каде што ќе разговараме, знаете и сами, за тоа каде се наоѓа генерално циклусот моментално на биткоин во својот 4 годишен циклусен пат, и нормално во недела ќе имаме посебен, нормално знаете и сами, Patreon лајвстрим, каде што сите членови на Patreon ќе можат да ни се приклучат и нормално тет-а-тет во лице во лице да можеме да разговараме за се што ги интересира, така да тоа ќе биде во недела во 9 часот навечер. А во меѓувреме само сакам да најавам, поради тоа што имаше доста добар успех и доста добар одзив, значи побаравме да видиме што ќе каже самата заедница околу нашата потенцијална соработка со Македониум. Македониум е канал начело со Темелко, Андреевски, не знам дали го познавате, дали не е битно, но еден од подобрите продуценти во Македонија, кој што, како што гледате, сами работи на воскреснување на македонската стара песна, така да ќе дадеме максимум да го поддржиме. Пак ќе кажам, ова е еднократно, понатаму како ќе можеме потенцијално ќе поддржиме уште повеќе, но спрема нова песна, новата песна е апсолутно лудил, значи секоја чест. Знаете како, ќе дојде ред да слушнете, ќе ви стане јасно зошто толку многу сакам потенцијално да го поддржам ова и зошто толку сакам со дел од нашите заработки на каналот да поддржиме ваква, пак би рекол, ова е воскреснување на македонската традиција, на македонската песна и е многу потребно во ово време и верувам дека ќе биде позитивно за целата наша нација, така да на почетокот на следниот месец планираме дел од своите средства да ги донираме на овој проект Македониум со цел да продолжат со својата работа во креирање на, пак ќе кажам, понатамошна музичка активност во овие преточени дела на македонската историја во нови дела. Сега, да се подсетиме уште една, значи на 6 септември, само на кратко, ова е уште една работа која што е организирана во склоп на Patreon заедницата. Значи ова ќе биде офлайн митап кој што ќе го одржиме во Минхен на 6 септември. Einwelt House е местото каде што ќе се одржи, со тоа што Bad Teacher Crypto и Александар, односно Радна Скела, попознат на нашиот канал, ќе ни бидат гости. Ова е новиот постер кој што ни го направи Славков Леонтин, така да секоја чест до него, голема благодарност и нормално за помошта околу организирањето, како и нормално до Македонскиот културен центар Илинден од Минхен, кои што ни помогнаа да го организираме се тоа. И ова е неофицијално, но организираме потенцијално и Анджело. Тоа е нормално админот кој што ни помага со Altcoin содржината, да дојде и да биде дел од истиот, да ни биде еден од гостите. Така да се надевам ќе успееме, ако успееме ќе биде најавено, значи пак ќе кажам ќе имате шанса да се запознаете и со Анджело, кој што е уште еден од админите на нашата Patreon заедница и генерално на нашиот канал. А како што знаете и сами, Patreon заедницата уствари представува овој тип на форум на кој што луѓето со мала донација можат да станат дел од истиот на месечно или на годишно ниво и на тој начин да ни помогнат во нашата работа финансиски, а дополнително да
помогнат во, пак ќе речем, правење на уште повеќе едукација, во подигнување на едукацијата на уште повисоко ниво. Гледате, да имаме едноставно финансии да може да организираме офлайн митапс како што е овој во Минхен, пред тоа да не забораваме дека втората македонска конференција беше за крипто организирана токму од овие финансии, офлайн митапот во Велес, рачунајте дека натаму планираме и посета на Питола со уште еден ваков офлайн митап до крајот на годината, трета македонска крипто конференција и така натаму, сето ова со ваша помош, со тоа што сите оние кои што се дел, така речено, нашата патрон заедница, добиваат прво, како што гледате и сами, пристап до сите наши чатови, каде што голем дел од нашата заедница активно работи на нова материја, на едукација, на информации, каде што меѓусебно се едуцираме и се надградуваме во оваа сфера и се надеваме дека ова ќе продолжи така уште за многу булмаркети, каде што нема шилање, нема анонимуси, значи овдека сме сите да помогнеме еден на друг. Имате директни пораки до мене, кои што јас ги одговарам еднаш дневно, како и, како што веќе кажавме, еднаш месечно имаме лайвстрим, а тоа е следната недела во недела, на кој што доколку се приклучите сега, а може да се приклучите 7 дена бесплатно, значи ќе бидете дел од истиот и ќе видите како е да се биде дел од оваа заедница, значи секој што сака да провери може 7 дена да пристапи и да види како е да се биде дел од нашата заедница. Оние кои што потенцијално има проблем може да го направат тоа и преку овој тип на уплата со крипто, само следете инструкциите на самиот слайд, со 20% нормално практично попуст за вашето членство на годишно ниво, како и нормално да го поклоните ова членство на некој свој близок, едноставно да поклоните едукација. Со тоа што многу лесно може да најдете како да стигнете до оваа патрон заедница, на секој од нашите видеа во дескрипција првиот линк е токму тоа. Тоа е линкот до нашата патрон заедница, како и линк до нашата криптогемиџија кооперација, каде што имаме некои интересни маркетинг материјали кои што наскоро повторно ќе ги објавиме. Потоа ги имаме добротворните адреси за блокчейн, кои што ги користиме за ваков тип на добротворни акции, како што оно што го планираме со нормално Македонија. Овде и нашата Купи ми кафе апликација, значи ова е делот за добротворни акции кои што го организираме често на нашиот канал. Ова се нашите социјални мрежи. Доколку не сте ги заследили, би ви препорачал да ги следите, зашто имаме дополнителна материја на истите, која што се објавува надвор од регуларните содржини на нашите видеа, како и нашите резервни канали, каде што целата напредна листа на практично курс за напредна технички фундаментална анализа е објавена, а последниот на кој што моментално тоа го правиме е Daily Motion, каде што доколку не сте и сте потенцијално нов на нашиот канал, би ви препорачал да го заследите. Тоа е криптогемиџија на Daily Motion, каде што одново ја објавуваме оваа плейлиста од 140 видеа за сите оние кои што се нови на нашиот канал, да можат да се приклучат и да достасаат со целата наша материја, да можат едноставно да го научат сето она што го знаат сите наши членови. И уште едно, значи најмалку што ако не ви е проблем, една работа која што бараме од вас е like, share, subscribe, comment, кој што помага на оваа бесплатна материја да стигне до што повеќе македонци и на тој начин да помогнеме со финансиска писменост и нормално со блокчейн едукација. Тоа е околу делот со воведот. Овдека би сакал првенствено нормално да почнеме со институционалните вести за блокчейн, за алткоини. Како и секогаш, со тоа што прво нормално како и секогаш ќе поминеме преку некои основни индикатори за тоа каде се наоѓаме во криптосветот, кои што верувам дека се доста битни за луѓето да имаат идеја каде се наоѓаме моментално во истиот. Со тоа што на самиот почеток можеме да видиме дека Fear and Greed индексот Fear and Greed индексот се наоѓа на некоја неутрална средина, негде околу 52, што значи дека немаме ниту некој премногу големо врештување на пазарот, а во исто време нема ни некој премногу голем интерес за жал, што можеме да видиме дека за разлика од претходниот период во декември, како и овој период кој што можеме да видиме од октомври до март 2024 година, каде што имавме ефективно голем раст на алткоините, моментално сме во фаза на и понатамошна акумулација, пред, како што веќе кажавме, она што го очекуваме, тоа е потенцијална алткоин сезона, кога и да дојде истата нормално. Со тоа што многу јасно алткоин сезона индексот е исто како и Fear and Greed на екстремно ниска, како што може да видите и сами вредност, практично еднаков на моментите каде што сме имале во иста ситуација и екстремно ниски вредности на Fear and Greed, што се одвестува со овие делови каде што сега моментално се наоѓаме во алткоин сезона индексот, односно
повеќе од јасно е дека моментално најголем дел од инвестициите влегуваат во биткоин. Дополнително, кога станува збор за активност на проектите, како и секогаш може да видите дека стандардно тие би рекол најактивни блокчейни, кога станува збор за нивните блокчейни на годишно ниво, Cardano, Ethereum, ICP, Arbitrum, Flow, eGold, Elrond, Stacks, Link, DOT, Tezos, Atom, Avax, значи опрлика тие се најактивните. Кога станува збор за неделно ниво, пак опрлика ги имам истите шампиони, горе-доле некоја мала разлика, најчесто е Polkadot наместо Chainlink, другите опрлика се истите, Cardano, HBAR, Ethereum, ICP, кога станува збор за развој на екосистемот, односно сите оние проекти кои се наоѓаат на овие layer кецови. Ethereum, Scale, ова дефинитивно треба да разгледаме, не за колку пати до сега сум кажал, но дефинитивно треба да разгледаме. Cosmos, Solana, Polkadot. Значи овдека единствено сега ни фали Cardano, најчесто и оне овдека во најголемите, но како и да е, тие се како и секогаш најактивните блокчейни кои што моментално ги имаме, буквално никаква разлика во последните 2 години од како следиме тој индекс. Дополнително, кога станува збор за брзина во однос на последните 30 дена, значи Кита, кој да е овој, да речем, нов блокчейн, очигледно нов, е, како што можеме да видиме, над 10.000 трансакции, но повторно ова треба да се провери, ова е некој нов блокчейн. Колку е ово, би рекол, веродостојно или како нов блокчейн, ќе треба да се провери кога ќе направиме анализа за истиот, но на страна од овој блокчейн, како што гледаме со реални трансакции во секунда, Solana на прво место со 1160 и 1016 ICP, веднаш после него, ова е исто така нешто ново, не знам што е точно, BNB 168, Stellar 115, Base 108, значи гледаме дека оприлика и овдека се повторуваат во однос на овие последни 2 месеци од како го следиме овој индикатор. Кога станува збор за RSI, колку цените на алткоините се преценети или подценети, нормално ова го проверуваме на неделно ниво, каде што имаме малку поголема, би рекол, веродостојност, затоа што знаете сами се многу по-добро изразени за тоа каде се наоѓаат на макро аспект овие коини. Гледаме дека поголем дел со просечна вредност од 40, а знаеме дека на 30 RSI се подценети цените на овие коини. Гледаме дека поголем дел ни се наоѓаат на долната половина, многу блиску до продадени. Нормално, кога имаме толку низок алткоин сезона индекс и Fear and Greed индекс, нормално е дека и цените на алткоините се екстремно ниски, што нормално сите го знаеме затоа што следиме дебело овој пазар. Како и секогаш, зошто сме во оваа сезона и зошто толку голема разлика помеѓу, да речам, инфлоус на биткоин и на алткоините, повеќе од јасно, во овој циклус главната причина и главната разлика се институциите, како што можеме да видиме, значи имаме огромен прилив кога станува збор за институциите во биткоин. Не би рекол дека е голема разлика во однос на Ethereum, но нели пак кога би споредувале во однос на market cap, нормално дека прилика се исти, затоа што разликата во market cap е негде околу 7-8 пати помеѓу Ethereum и биткоин, па затоа и овие 50-60 милиони што ги гледаме овдека се оприлика слични на овие 160, 300, 400 кои што ги гледаме овде. Со тоа што да не забораваме дека ова е зголемено, значи претходно немаше толку големи инфлоус, гледате овдека овој, да речем, период од, да речем, почетокот на 2025 па до сега, и сега веќе имаме повторно забрзан прилив на средства во Ethereum Spot ETFs, со тоа што уште една битна работа која што допрва ќе видиме каков ќе има реален успех е Solana, која што денеска, ова е понеделник на 7 јули, кога прв пат се снима ова видео нормално, каде што ова ќе биде официјално вториот ден за тргување на Solana Spot ETF на американските пазари. Првиот беше успешен со 11 милиони, за вториот, денес, како што веќе кажавме, ќе дознаеме повеќе од текот до утрешниот ден, така да допрва ќе видиме која ќе биде успешноста на овој Spot ETF, но пак ќе кажам ова е позитивно и тоа многу, затоа што на крајот од денот не заборавајте дека ова е првиот Spot Altcoin ETF, не би го сметале Ethereum за Altcoin, затоа што е нели многу подолго и многу по сигурен, би рекол, во институционална адаптација, но кога станува збор за Solana, ова е првиот Spot ETF на Altcoin кој што како ќе се покаже, на некој начин ќе направи и многу повеќе да бидат, да речем, популарни потенцијалните следни Spot ETF или обратно. Со тоа што уште еднаш, повеќе од јасно е, значи можеме да видиме дека институционалната поддршка овој циклус е екстремно голема, значи погледнете постојано акумулацијата од страна на институциите кога станува збор за биткоин расте,
а тоа можеме да го видиме и во Ethereum, се надевам дека истото ќе го видиме и во алткоините, што ќе смени, едноставно ќе смени целата оваа игра, ќе направи комплетно поинаку да изгледа овој пазар нормално кога гледаме дека институциите се постојано овде. А кога сме кај институции, мислам дека овие вести многу повеќе од јасно покажуваат колку само институционалната ротација е не само овде, туку е моментално веќе се случува. Официјално ова е како што гледате и сами, значи финансиски услуги при Хаус, тоа е практично конгресот на Мурика, официјално најавува, верувале или не, крипто недела. Значи на 3 јули, тоа беше пред само неколку дена најавено, со тоа што оваа крипто недела ќе трае од 14 па до негде 20 јули, со тоа што ќе се форсира што може повеќе да се работи на 3 основни закони, кои што моментално ќе бидат опфатени во оваа недела од 14 јули, после донесувањето на оваа Big Beautiful Bill на Трамп, за која што ќе разговараме повеќе во среда. Значи официјално се работи на 3 закони, меѓу кои првиот е и најбитен, би рекол, The Genius Act, би рекол дека тој е најбитно моментално на кој што се работи, веќе е поминат на Конгрес, треба истиот да помине на Сенат и потоа да биде претворен во закон. Значи тоа ќе се обидат да го направат што поскоро. Се зборува дека во август веќе се очекува истиот да биде закон, така да потенцијално затоа и се прави оваа крипто недела. Пак ќе кажам, замислите на највисоко можно законодавно ниво во најголемата економија во светот, значи се воведува оваа крипто недела со цел да се бутнат овие закони. Исто така го имате законот кој што е анти-CBDC, односно се донесува закон со кој што ќе се забрани во иднина било каков тип на донесување на Central Bank Digital Currency, односно дигитална валута на Централната банка, како и Declarity Act, значи ова е пак на некој начин дополнителен закон кој што веќе е даден како предлог долго време, ако се сеќавате, се разговараше за ова пред неколку месеци, каде што со овој закон Declarity Act ќе биде направена јасна дистинкција помеѓу тоа каков тип на криптокоини постојат, кои од нив представуваат, а кои од нив не представуваат хартија од вредност. Односно ќе бидат поделени на хартија од вредност и на ресурси. Со тоа што како што веќе кажавме претходно, хартиите од вредност ќе попаднат под јурисдикција на SEC, а ресурсите ќе попаднат под јурисдикција на CFTC, што значи дека ефективно ќе имаме ситуација во која што ќе се знае која комисија ќе биде задолжена за регулативата за овие коини. И дополнително не заборавајте дека освен тоа што ќе се знае која ќе биде задолжителна, ќе има и јасно како ќе биде на некој начин утврден методот за да се знае кој во која категорија спаѓа, со тоа што фокусот на овој метод ќе биде токму децентрализацијата, односно во однос на колку голема децентрализација има блокчейнот кој што се анализира, толку повеќе ќе биде сметан како ресурс, како што тоа е, например, биткоин, и обратно, колку поголема централизација, толку поголема веројатност дека ќе биде под контрола на Комисијата за хартија од вредност, односно SEC. Ова е крајно позитивно, пак ќе напоменам, не заборавајте, значи некој да ни кажуваше пред 3 години дека во Вашингтон ќе имаме ваков тип на буст, на притисок за да се донесат овие закони, искрено никој од нас немаше да верува, со тоа што одека дополнително се додава уште еден закон на сенаторката Лумис, ако се сеќавате, тоа е сенаторката која што прва предложи биткоин резерва, со тоа што со овој закон официјално се бара да се дадат даночни олеснувања на сите оние кои што инвестираат или работат во криптосферата, со тоа што овде конкретно се зборува за тоа да се изземат данок на майнинг и на стейкинг награди, додека луѓето едноставно не го продаат својот коин. Односно, наместо да имаме данок на майнинг, да остане единствениот данок на добивка кој што вие го плаќате со продажба на вашите коини во профит. Така. Значи, на тој начин, тоа ќе биде одлично, затоа што ќе бидат изземени даноците кои што се плаќаат на майнинг и на стейкинг. Тоа би било супер. Сега, ова е една многу битна тема која што ние ја зборувавме и еве го сега тоа моментално се оствари. Значи, да, ова јас не сум го видел, ми го пратија пред само некој време, но ова е тоа што ние го зборувавме посебно во обработка на темата на privacy коини, каде што разговаравме за категоријата која што ги опфаќа Monero, Zcash и така натаму. Зошто е ова толку битно? Че ова е екстремно битна работа. Вели, со новата регулатива на Европа, односно МИКА, моментално се оди кон бан на не само приватни коини, туку и било каков тип на поврзано со приватни коини. Ако се сеќавате, ние ова го најавивме
кога зборувавме, и тоа неколку пати до сега сме спомнале, и секогаш кога сме запрашани за Монеро, ние го повторуваме. Погледнете овде. Официјално 1 јули, значи сите било каков тип наменувачници или пак старателски служби, значи ова е на некој начин служби кои што во ваше име држат било каков тип на крипто, без разлика дали е стейблкоини, било каков тип на коини и така натаму, не смеат да има никаква поврзаност со приватни privacy коини, како што си пак ќе кажам Zcash, Monero, Dash и така натаму, или пак со анонимни wallet. Односно, било каков тип на служби и технологија која што работи на приватност на вашите средства, значи зашто зборувам приватност, погледнете го видеото, тоа се privacy коини, категорија на privacy коини во категории на коини и токени, тоа го има на дното на нашиот канал. Ќе го погледнете и ќе ви стане јасно за каков тип на технологија станува збор, за оние кои што веќе знаат, значи погледнете каде е најголемиот проблем. Ако се сеќавате, ние кажавме дека нема да ви биде дозволено дури ни да држите, ниту пак да на некој начин сте држале во минатото, ретроактивно може да биде проблем. Затоа ако се сеќавате, ние постојано предлагавме доколку сте имале или сакате да имате Monero, истиот да го држите на посебен новчаник со практично не поврзан со вашите останати криптовалути, поради тоа што погледнете го ова. Значи, они не само што не дозволуваат на криптоменувачниците на територија на Европа, ниту пак на овие custodial services да имаат допир со нив, туку не дозволуваат ни ако вие како поединец сакате да функционирате, односно да ги користите овие служби, да не можете тоа да го направите доколку сте имале било каков тип на овие коини во вашето портфолио, се разбираме, или имате. Така да поради ова, гледајте, значи се предлагаат големи, да речем, чекори за целосно следење, дури и за лични новчаници, што јас никогаш нема да им го дозволам. Јас нема сигурно некој да му пријавам што правам со мојот новчаник, тоа е повеќе од јасно, но како што кажав, значи они се обидуваат нас да не ограничат, да не можеме да користиме централизирани менувачници, доколку повторно не ги исполнуваме нивните, пак ќе кажам, робовладетелски услови. Повторно не забравајте овде ќе има децентрализирани менувачници, ја не можам да разберам колку се они глупави, очигледно некој не им објасни како ова функционира, ни по точка разно не можат да ве спречат. Со тоа што овдека дури имаме јасна да речем изјава од страна на човекот кој што го направил Monero, Рикардо Шпани, кој што вели дека моментално буквално ова ќе предизвика прво крајно кршење на секојдневните основни права на луѓето, каде што бара целосна контрола и надзор врз вашите финансиски средства, а второ е фактот дека на овој начин вие ќе натерате сите овие проекти и сите овие блокчейни кои што се фокусирани и сакаат да соработуваат со приватност, коини за приватност, да едноставно се иселат од оваа юрисдикција и да работат во юрисдикции каде што истите се дозволени. Но ако тоа Европа го направила, очекувајте дека истото ќе го направат и останатите законодавности. Значи, нив ни по точка разно не им одговара да не знаат колку пари имате, односно колку финансиски средства имате во крипто. Така да имате го тоа превид, ова е една од работите за кои што ние дебело предупредувавме и еве Европа прва како и секогаш, нели, во борба против вашите права, нели, демократија, да ви ги одземе овие права. Пак ќе кажеме крајот од денот, они дури и да знаат што јас имам, ја не можам да разберам зашто они мислат дека може да имаат контрола на моето крипто, но ако оставете ги, знаете како велат, ако вашиот непријател прави грешка, оставете го да продолжи да прави таа грешка, не го спречувајте. Сега, интересна работа кога станува збор за институции, Илон Маск, како се сеќавате, најави формирање на трета партија во Мурика. Браво, јас сум кон него уште 3 ќе формирам. Пак ќе кажам, ова е раздор на државата која што нас крајно не одговара, само нека продолжи. Но зашто е овдека битно за крипто? Значи, во неговото ќе формираме трета партија. Човек ставил буквално крајно многу едноставно прашање, дали ќе биде користен биткоин, да речем, од страната на оваа партија, и нормално Илон Маск одговара со оглед на фактот дека кешот е безнадежен, нормално дека биткоин ќе биде прифатен. Пак ова е голема работа, затоа што на крајот од денот, значи, ваков тип на партија и да постои, ќе видиме дали ќе постои, сега за сега е само идеја, претпоставувам, иако истиот вели дека е основана. Значи, сигурно ќе се фокусира многу повеќе на крипто за разлика од било што друго, затоа што пак не забравајте, Маск е доста поврзан со целата оваа работа и истиот во поврзаност на сето ова, затоа што направил и сопствен профил, Америка Парти. Погледнете на последниот пост на Майкл Сейлор, дека, нели, знаете, он објавува еднаш неделно постои со портокаловите точки,
каде што вели дека некогаш едноставно треба да правите ходел, и овдека му одговара Маск нормално преку профилот за неговата нова партија, вика некој недели вика треба да правиш ходел, но вика некои декади едноставно ви е потребен целосен нов политички систем. The America Party built for what comes next. Нормално сите знаеме зошто би го коментирал ова токму на постот на Майкл Сейлор. Значи очигледно претпоставувам бара поддршка од би рекол овие могули во криптосветот, но нели, чекор по чекор ова е позитивно за нас затоа што пак ќе напоменам било што ја промовира идејата за крипто, за блокчейн слобода, за нас е добре дојдено. И еве до каде стигнавме, тоа што јас постојано ви го зборувам, банките нема да имаат избор. Или прилагоди се, или престани да постоиш, па така и BBVA, тоа е банка, една од најголемите банки во Шпанија, моментално на своите клиенти им дозволува директно од сметката на BBVA или BBVA, како сакате, да купуваат и продаваат биткоин и етериум. Ако ова вас не ви зборува за масовна адаптација, не знам што, значи замислете, вие сте во Шпанија најобичен граѓанин кој што можеби досега никогаш не слушнал за биткоин и за етериум и најнаш во вашата мобилна апликација, како што гледате самите овдека, ви се појавува некоја нова валута која што прв пат ја гледате, прв пат слушате за неа. Значи ако ова на стотици, ако би рекол и на милиони луѓе не им покаже дека има нешто што треба да видат што е, така, значи не знам што. Така да пак ќе кажам, банките се оние институции кои што веќе имаат огромна мрежа на финансиски и економски клиенти. Така да во оваа ситуација кога истите ќе почнат да ги прифаќаат овие валути како секојдневни, пак ќе напоменам, со оглед на фактот дека вас ви дозволуваат да купувате и продавате, значи ќе ви дозволуваат истите и користите за плаќање. Тоа што многу пати на нашиот канал луѓето го спомнаа, ама се уште мораме да менуваме, не, еве, не мора, гледајте. Значи банка директно ви дозволува вашите средства да ги чувате во етериум и биткоин, што значи дека банката вас ви дозволува да може да го користите ова како платежно средство директно. Тоа е крајно позитивно и уште една интересна работа која што ја видовме, а тоа е дека Казахстан моментално спрема законодавна рамка преку неговата централна банка за да формира биткоин и крипто резерва. Повторно тоа го напоменувам. Гледате колку сегде каде што имаме вести, никогаш не е само за биткоин. Затоа што гледам дека се уште некои од нашите гледачи, јас не знам поради што, веруваат дека наводно другите алткоини ќе исчезнат. Јас не можам да разберам повторно зашто тоа го веруваат, но како и да е, нели, секој си има право на свое мислење. Значи еве уште еднаш истото. Биткоин и крипто резерва. Значи дека никој од овие банки не се фокусира или резервира да има само биткоин. Значи очигледно се заинтересирани за целата оваа технологија, вклучувајќи ги нормално и алткоините, и повторно ова официјално се очекува во текот на летово да биде реализирано, значи со забрзано темпо спремаат рамка со која што ќе дозвола, така речено, на сопствената институција, односно Централната банка на Казахстан, да почне да купува биткоин и крипто во сопствената резерва. И една интересна работа, пред само еден ден, официјално тајната полиција на Мурика или Secret Service, вас ви е попозната поради ова се агентите кои што го обезбедуваат претседателот, но прават и многу повеќе од тоа. Вели во текот на претходната година успеала 400 милиони долари, а не, во текот на нејзината работа до сега успеала да заплени 400 милиони долари во крипто дигитални средства од својата работа. Што значи дека истата генерално има доста големо, да речеме, искуство со сузбивање на ваков тип на криптоскемови и верували или не, истата не само што најавила забрзано работење на криптоскемови, туку и низ светот оди и тренира други, погледнете, 60 други земји се тренирани во тоа како истите користат и каков тип на методи користат за да бидат на некој начин сузбиени овие криптоскемови за прв пат. Значи они сите се потресуваат за тоа како да не даночат, но никој од нив не му текна чекај, треба и да не заштита, така. Значи ова е прв пат јас да видам дека некој од нив му текнало чекај, значи треба и да ги заштитиме луѓе кои што инвестираат во крипто, не е само да ги даночиме, не е само да платат, значи треба и да обезбедиме да имаат некоја нормална средина во која што функционираат. Така да ова нас ни треба. Значи нас ни треба да институциите за да си работат својата работа во однос со сузбивање на ваков тип на ствари, а не да ги бркаат тие што инвестирале, катастрофа. Како и да е. Значи ова е крајно позитивно и се надевам дека ќе продолжат во овој правец. И од институции гледаме дека и понатаму, еве, чисто на 3 години, значи ова индексот на Coin 50, односно гледаме дека од 2022 година па наваму истиот е постојано во раст. И повторно ова не е само заради биткоин, знаете и сами дека Coin 50 индексот, кој што е нормално индекс нешто слично на S&P 500, 50 најголеми коини во криптосекторот, е создаден од страна на Coinbase
И како таков, како што гледате и сами, значи поседува во себе различни категории на криптопроекти од различни, би рекол, типови на технологија, различни категории, кои што еве како прилика изгледаат најголемите 50% Bitcoin, 24% Ethereum, 11% XRP, 6,5 Solana и така натаму, каде што гледаме дека нели истиот самиот по себе доста активен и доста расте, значи интересот генерално за инвестирање во крипто и надвор од самото крипто, односно во традиционалните финансии е доста голем, значи истиот постојано расте. Тоа е во однос на институционалните вести, нормално сега ќе продолжиме со крипто вестите за алткоини, каде што прво ќе почнеме со Real World Asset токенизација. Ако се сеќавате, ние активно зборувавме дека Real World Asset токенизација е потенцијално една од категориите кои што ќе има огромен напредок овој bull market и тоа се покажува се повеќе и повеќе како вистина и за оние кои што на некој начин се двоумат, само вака ќе ви кажам. Зошто велам дека јас повеќе верувам во Real World Asset токенизација напредок како категорија наместо во вештачка интелигенција. Значи вака, кога станува збор за вештачка интелигенција, постојат ентитети, односно ако споредиме каде се наоѓа моментално напредокот на традиционалните, да речеме, институции, без разлика дали се финансии или регуларни технолошки институции во однос на вештачката интелигенција и крипто, и каде се наоѓа развојот во однос на Real World Asset токенизацијата во однос на традиционалните институции и крипто, има едноставно огромна разлика. Зошто? Кога станува збор за вештачка интелигенција, крипто секторот, иако се труди, е многу помалку развиен во однос на вештачка интелигенција за разлика од централизираните институции. Пак би рекол институции, затоа што овдека компании како Nvidia, Alphabet, односно Google, Microsoft, тоа се ентитети кои што имаат многу поголеми средства и кои што имаат многу поразвиена технологија кога станува збор за вештачка интелигенција, неколку генерации поразвиена технологија во однос на проектите во блокчейн секторот кои што тоа го имаат, затоа што имаат екстремно помалку средства за да може да го развиваат овој сектор. За разлика од тоа, кога станува збор за токенизација на ствари од реалноста, односно Real World Asset токенизација, кога станува збор за споредбата помеѓу блокчейн технологијата и традиционалните институции, односно рели компании, нема споредба, односно традиционалните компании немаат технологија која што може да користат за токенизација. Апсолутно целиот сектор на токенизација доаѓа исклучиво од блокчейн проекти. Што значи дека ако треба да ги споредиме, нормално дека многу повеќе, верувам, барем според мене нормално, ќе имаме влез на капитал во ваков тип на проекти кога станува збор за Real World Asset токенизација, каде што немате друга опција, вие немате солуција која што може да ви обезбеди Microsoft или Google или Apple или не знам Nvidia, туку едноставно мора да користите солуции кои што се матично на блокчейн. Додека кога станува збор за вештачка интелигенција, вие имате избор, така, каде што може да изберете дали ќе користите софтвер развиен на традиционалните институции, односно компании како Nvidia, Microsoft, Google и така натаму, или пак блокчейн проекти како FED, што и да е, еден куп ги има, така. Сега идејата која е? Во оваа ситуација затоа и верувам дека Real World Asset токенизација ќе има голема предност во овој па и сите следни bull маркети, затоа што прво станува збор за огромна категорија. Односно овдека не е само еден сектор како што е вештачката интелигенција, туку овдека имате стейблкоини, односно токенизација на кеш, токенизација на државни обврзници, токенизација на приватни обврзници, токенизација на кредит, токенизација на ресурси, токенизација на институционални фондови, акции, недвижности и се останато. Погледнете. Ова е overall, гледаме дека се повеќе и повеќе пазарот на Real World Asset токенизација расте без запирање. Со тоа што моментално имаме, верували или не, повеќе од 200, еве заедно како ќе тоа е, вкупно имаме 280, не, ова се холдери, туку само да видиме, 241 милиарда само во стейблкоини има. И дополнително имаме 24 милиарди дополнително во останатите категории, негде околу 280 милиарди долари токенизирани ствари се наоѓаат на блокчейн. А ова е само апсолутен почеток. Со тоа што како и секогаш во сите овие категории ние гледаме нов all-time high секој ден. Погледнете. Значи кога станува збор за стейблкоини, односно токенизирање на кеш, моментално најголемиот дел се на Ethereum, би рекол некои добри 30% се на Tron и останатото е на останатите мрежи. Погледнете и сам, нов all-time high.
Рачунајте дека ова е уште пред да биде донесен Genius Act, односно законот со кој што ќе бидат целосно легализирани стейблкоините во Америка, а верувам потоа како пример ќе биде следено ова низ целиот свет. Тек тогаш ова ќе расте многу побрзо, односно токенизирање на кеш. Кога станува збор за државни обврзници, иста ситуација, значи нов all-time high имаме практично секој ден, каде што се повеќе и повеќе големи ентитети како Franklin Templeton, BlackRock и така натаму токенизираат буквално се повеќе и повеќе државни обврзници на Мурика, а и државни обврзници на останатите. Погледнете, моментално во Европа имаме 258 милиони државни обврзници на Европа токенизирани, а останатите се премногу малку, но понатаму верувам дека ќе го следат истиот пример. Приватен кредит, истата ситуација, постојано нов all-time high, commodities, односно ресурси, најголем дел од нив злато сега, нов all-time high апсолутно секој ден. Потоа имаме институционални фондови, иста ситуација, нов all-time high секој ден. И овдека ни останува исто така многу битен дел, акции кои што се во самиот почеток. Имаме многу интересни работи за акциите баш денес околу вестите кои што ги добивме. Иако овдека е малку шкакливо, се уште на некој начин на апсолутен почеток, значи добивме информации кои што верувам дека ќе го променат целиот, би рекол, сектор на акции и тоа многу скоро, со тоа што гледате и сами најголемите ентитети веќе токенизираат полого време, со тоа што имаме екстремно скок на претходните количини кои што беа токенизирани во Circle, Apple, Tesla, Nvidia, Meta, погледнете ги скоковите. Значи, на Мета моментално имаме 26.000% скок во однос тоа колку капитал влегол да биде токенизиран како акција на Мета во блокчейн форма. И сега, погледнете ова. Ова најголем дел е на Solana, верувале или не, сега ќе ви покажам и зошто, во однос на активни адреси, погледнете ова. Имаме огромен скок во последниот ден. Значи, замислете, тоа се извинувам, во последниот месец. Значи, 42.940 активни адреси на Solana тргуваат и поседуваат токенизирани акции. Претходно не сме имале ништо слично. Зошто е тоа така? Погледнете го ова сега. Ево го моментално тоа, значи имаме огромна количина во почетокот на овој месец, каде што активно 44.000 нови, да речеме, ентитети почнале да тргуваат акции на Solana. Погледнете го ова. Kraken и Bybit моментално почнуваат да тргуваат токенизирани акции на Solana преку компанија така наречена Finance X Stocks, која што ги токенизира овие акции. Погледнете колку паметно направено. Netflix, Meta, Hood, односно Robinhood, Coin, односно Coinbase, Amazon, Nvidia, McDonald's, Apple и така натаму. Погледнете го ова сега. Значи, они практично има лиценца со соодветен брокер, кој што им ги обезбедува овие акции, а вие ги добивате во wrapped верзија. Односно, да речеме, ако вие сакате да купите Amazon акции, вие купувате wrapped верзија на овие Amazon акции, која што во матично, да речем, постоење е регистрирана кај одреден брокер-дилер, така. И вие како таква може да ја менувате со било кој 24/7 на овие менувачици, односно на Bybit и на Kraken. Јас искрено на Kraken имам свој профил и го отворив за да проверам, но јас се уште опција за ова не успеав да најдам. Ова е професионалниот дешборд на Kraken. Проверив се, значи јас не можев нигде да најдам опција за тоа каде моментално се тргуваат овие акции, но не гледам причина зашто кој Телеграф би лажел, посебно кога тоа многу јасно можеме да го видиме овде. Погледнете. Значи за прв пат овој месец ние имаме огромна количина на ентитети кои што ги тргуваат овие акции и не само што ги тргуваат, туку погледнете, ние имаме голем прилив. Значи по 726.000, 2.000, 4.000, така, ова се скокови на капитал кој што влегол во овие акции, во токенизирана верзија на Solana блокчейн. Значи се повеќе use case, пак ќе кажам, можеби не е најдобар блокчейн, но тоа не го менува фактот дека неспорно е дека имаме огромен раст на use case на Solana блокчейнот, посебно кога станува збор за ова. И погледнете го сега овој дел. Не само овие две, односно Bybit и Kraken, туку Robinhood, кој што е традиционална менувачница. Значи они имаат и стандардни акции како, нели, момент каде што може да разменувате, не знам, Tesla, Nvidia и така натаму. Сега моментално Robinhood дозволува, погледнете го ова. Со тоа што имаме огромна нова вест од Robinhood, како што кажавме, централизирана менувачница која што самата по себе има и крипто, има и акции,
значи нема да ви се верува, дечките прават свој Layer 2 на Ethereum, значи истиот ќе биде дел од Arbitrum, значи ќе биде изграден на Arbitrum и ќе биде собствен Layer 2, нешто слично на Base, на Coinbase, каде што погледнете колку им е добра идејата. Значи, истите, како што го видовме тоа на Solana, во првиот пример преку Bybit и Kraken, ќе има така речено wrapped, односно ќе има 24/7 тргување на акции. Со тоа што до степен, каде што погледнете го, Galaxy Digital вели, моментално има голем страв дека може да има огромен одлив на капитал од New York Stock Exchange во ваков тип на солуција како Robinhood, затоа што пак ќе напоменам, замислете кога некој ќе ви дозволи 24/7 без прекин да тргувате акции, додека кога станува збор за Њујоршката берза, вие сте ограничени на 5 дена во неделата, на 8 часа во денот. Така да ова може да биде комплетен game changer, тоа што ние постојано го зборуваме. Значи, само колку пати до сега сум кажал дека само прашање на време е кога акциите ќе бидат токенизирани. Тоа нас ни го најави Larry Fink, CEO на BlackRock, веќе 2 година и половина наназад и веќе го гледаме ефективно се случува. Значи, само прашање на време. И зашто реков јас, нема да инвестираме во акции, нема да купуваме акции, се додека истите не ги добиеме on-chain, додека не ги добиеме на собствен новчаник, каде што ние директно имаме старателство врз истите. Со тоа што ова веќе го гледаме од, пак ќе кажам, големи играчи, значи замислете во исто време се случува Kraken, Bybit, Robinhood и верувале или не, истото моментално го гледаме и од Ondo. Немој да ме јавиш сега. Деле, гледа дека му искачам ако се зајава. Ајде, брат, не ме зезај сега. Со тоа што, значи, освен овие големи ентитети, гледаме уште еден кој што се обидува да завлезе во истата оваа игра, односно Ondo. Погледнете. Пред само неколку дена, истиот купува компанија наречена Oasis Pro Markets, која што има лиценца од SEC да биде registered broker dealer, односно истите можат да купуваат и продаваат во име на своите клиенти акции. Ова го прави нормално со цел да има своја рака која што ќе може да ги купува и продава овие акции за клиентите кои што ги има Ondo во однос на токенизирање на самите акции. Што значи вие ги купувате преку оваа компанија која што е легална во однос на SEC и потоа ги токенизирате, односно правите врап на истите и на Ondo кој што спрема и свој блокчейн, значи ќе имаме Ondo Chain кој што ќе биде Layer 1 за разлика од Robinhood кој што е само Layer 2 на Ethereum, значи ќе биде Layer 1 Proof of Stake Chain кој што ќе се занимава исклучиво со Real World Asset токенизација. Знаете и сами дека Ondo веќе е дебело во оваа категорија и тоа нормално ќе помогне многу кога станува збор за да може едноставно да биде голем играч во оваа сфера. Значи не е прашање на дали, прашање на кога и гледаме дека се повеќе и повеќе кога станува збор за Real World Asset токенизација, се појавуваат големи играчи кои што може целосно да променат играта која што досега била фокусирана на Nasdaq, на New York Stock Exchange, на Chicago Mercantile Exchange, значи тоа може многу брзо да се смени со оваа технологија. И се надевам ќе се случи тоа затоа што сме дебело инвестирани во некои од овие проекти. Hong Kong вели моментално спрема трета транша на токенизирани обврзници, со тоа што две веќе беа издадени во текот на 2023-2024 година, што ни покажува дека се повеќе и повеќе и институциите, значи дека зборуваме за градот Хонг Конг кој што е своевидно децентрализиран или има своја, да речем, засебна единка во склоп на Кина, моментално спрема така речено прибавување капитал преку дигитални, односно блокчейн обврзници. Така да ова е крајно позитивно. Се повеќе и повеќе гледаме дека го користат ова како, да речем, позитивен момент во однос на финансиите. И следно, многу интересен дел, морам да го пофалам, јас се изненадив, значи ова е посебна компанија, така наречена cascapital.io, која што моментално има за цел
токенизирање, верувале или не, на алкохол. И тоа овде, како што може да видам, станува збор за виски, каде што вие можете да си токенизирате одредена количина на алкохол во облик на буриње, како што успеав да видам овдека. Односно, доста интересен момент, верувале или не, значи во Cask Capital можете да практично токенизирате, верувале или не, значи целосни буриња, така речено, во алкохол, со тоа што е 50.000 фунти е минималната инвестиција, минималното портфолио кој што може да го направите. Еве, доколку некој е заинтересиран, founder@caskcapital.io, со тоа што ако продолжите, оприлика ви објаснува кои се моменталните и би рекол години, ако не се лажам има две, сега баш ќе ги покажеме. Еве, 2024 и 2025 ова криптоваче што би се зезале ние. Така да ова е препоставам она што може да биде токенизирано моментално, а во однос со тоа како е токенизирано, тоа е побитниот дел. Значи, еве како е токенизирано, верувале или не, значи ова е токенизирано на Hedera. Така да Hedera е, пак би рекол, еве гледате, блокчейнот кој што е избран за оваа интересна би рекол задача, токенизирање на алкохол. Така да вие практично ќе можете, верувам, да го добиете овој алкохол во тип на NFT, препоставувам како, нели, не гледам како поинаку би било направено, за да имате право практично да го поседувате во оваа ситуација, да речем, дел од оваа, како да наречем, еве како изгледа. Вие практично имате дел од ова, поседувате дел од ова, со тоа што еве како изгледа, значи вие практично 15 од 20 ремени, значи 5 фракции се веќе купени, со тоа што еве, значи 5 годишно сторич, односно чување и така речено осигурување на истата. Еве, значи луѓето платиле 125 фунти, 5 од нив, сега не знам како тоа би изгледало, чисто онака да видите како изгледа, значи еве до каде се движи оваа технологија и на каде се движи истата. Сега кога станува збор за проекти, значи овде ќе имаме интересни вести, првенствено почнуваме од Ethereum, каде што се спрема нова надградба на Ethereum Improvement Proposal 7983, со кој што ќе се ограничи горната граница на тоа колку може да се уплати газ за една трансакција, односно еден блок на 16,77 милиони, сега нормално не е долари, туку ова е нели како се смета гасот во однос на Ethereum трансакциите, со тоа што веле на овој начин ќе се ограничи горната граница, односно колку може максимум се даде газ, односно нели практично колку плаќате за трансакцијата, со тоа што вели на тој начин ќе се намали ризикот од DOS напади. Сега нема да налегувам премногу во ова, затоа што јас не сум доволно запознат да можам ова доволно добро да го објаснам. Идејата е дека секоја од овие надградби кој што помага во сигурноста на самиот Ethereum протокол, за нас сите посакувана, со тоа што вели на тој начин не само што ќе се подобри на некој начин одбраната од ваков тип на напади, туку и ќе се зголеми компатабилноста со Zero Knowledge Virtual машината на Ethereum. Значи тоа е во однос на препоставувам следниот, значи ова е очигледно пропозал, треба да биде вклучен во некој од форковите и понатаму да биде потенцијално вграден во самиот механизам, односно во самиот Ethereum блокчейн. И во така речено своја конференција, односно Ethereum, само да видам во Community Conference, кој што беше на 5, ако не се лажам, јули, да, на 5 јули, каде што значи се сретнале, пак ќе речем, голема количина на представници како од Ethereum, така и соработници и проекти кои што градат на Ethereum, со тоа што Robinhood токму на оваа конференција во Кан. Така да ова е чисто што се случува околу Ethereum, тоа е на некој начин најновата вест која што има моментално. А сега можеме да продолжиме на следната вест. Само секунда. Тоа е веста околу овде ќе имаме некој и Circle официјално аплицира за лиценца за банка. Значи истите официјално во Америка аплицираат за да добијат своја банкарска лиценца официјално на 3 јули. Дали истите ќе станат или не останува да видиме, но ова ќе биде голем чекор за Ripple, каде што истите доколку станат банка ќе немаат потреба RLUSD да го
минтаат преку друг тип на институции кои што ќе бидат нели со соодветна лиценца, знаете дека тоа ќе биде регулирано со Genius актот, за кој што зборувавме на почетокот на овој видео. Така да ако Ripple добие своја лиценца банка, опрва тоа ќе биде само на некој начин технологија која што се користи од банките. Замислете кога они самите ќе станат банка која што има своја технологија за ваков тип на меѓугранични плаќања, плюс има свој стейблкоин RLUSD. А имаме интересни вести околу RLUSD малку подоцна, само меѓу време уште една интересна работа, се воведува нов акселератор програма која што ќе биде на годишно ниво. Истата е матично во Сингапур, како што успеав да видам, со тоа што околу $200,000 поединечно ќе бидат давани на компании и поединци кои што планираат да развиваат проекти како на XRP Ledger, така и во XRP генерално екосистемот, со тоа што ако сакате да знаете повеќе, како што гледате сами, значи само запишете Ripple Accelerator програма и ќе најдете се што ви интересира, но ова е позитивно затоа што официјално почнува од септември 2025 година. Пак ќе кажам, значи вие имате целосна поддршка од самиот проект, нормално неговите девелопери, како и парична поддршка за да развивате ваков тип на апликации, сайдчейнс и така натаму. Така да ова е крајно позитивно, значи дека блокчейнот се грижи за неговото развивање, неговиот раст. Меркадо е еден од најголемите централизирани менувачници во Бразил, кој што, пазете го, најавува $200 милиони real world asset токенизација на XRP Ledger, која што се очекува да дојде во текот на оваа и следната година. Значи, проценка генерално е дека до 2033 година real world asset токенизација како категорија ќе биде повеќе од 19 трилиони, само за напомена. Значи, сега целиот маркет кап на сите коини заедно со биткоин и алткоините е негде околу 3 трилиони горе-доле. Замислете, до 2033 година само real world токенизација на реални ствари се очекува да достигне до $19 трилиони по маркет кап. Замислете колку е само големо очекувањето од овој сектор, а XRP нормално се припрема да биде исто така дел од него. Гледаме големи ентитети, сите се спремаат да бидат дел од него, без разлика дали се менувачници, како што видовме Kraken, Robinhood, Bybit, Coinbase нормално, дали се проекти како што е Ondo, гледаме еден куп како Solana, кои што моментално овозможуваат и XRP. Значи сите се заинтересирани за оваа категорија и ова се официјално банките кои што се потврдени дека моментално работат заедно со XRP, односно користат XRP. Со тоа што можеме да видиме големи банки, JP Morgan, Bank of America, American Express, Santander банка од Англија, UBS од Швајцарија, нормално да не ги заборавиме најголемите од Јапонија, кои што поради некоја причина не се ставени овдека, Standard Chartered исто така од Англија, Itaú, Unibanco ова е од Бразил. Значи гледаме големи имија кои што го користат XRP моментално. SBI Holdings уствари јапонската, која што е првата банка која што инвестира во XRP, а посебно за тој дел SBI, како што веќе кажавме, тоа е најголемата приватна банка во Јапонија, е онаа која што почна трендот на адаптација на Ripple во Јапонија во 2016 година, за да стигнеме до степен каде што моментално, верували или не, 80% од банките во Јапонија го користат Ripple, генерално XRP како технологија или XRP Ledger како технологија со цел меѓусебно и меѓудржавно разменување на капитал. Што е крајно позитивно, пак ќе напоменам, Јапонија е една од државите кои што највеќе го има адаптирано овој токен, односно овој блокчейн, оваа технологија, и Ripple RLUSD 47% скок во неговиот маркет кап. Не заборавајте, истиот не е стар неколку месеци. Значи, официјално гледате сами, значи од почетокот на 2025 година, јануари, мада беше малку подоцна, конечно влезе на пазарот, со тоа што од апсолутна нула на почетокот на јануари стигнавме до неверојатни $485 милиони маркет кап, иако тоа не го прави еден од најголемите, нормално далеку од најголемите стейблкоини, погледнете и сами, истиот се наоѓа доста долу, но чисто како напомена, значи моментално имаме ситуација кога што имаме скоро пола милиарда долари на Ripple, а веќе 3 години, ако не се лажам, постои PayPal USD, 2,5-3 години, а има 871 милион. Така да тоа ви кажува дека ова навистина е голем скок и се повеќе капитал влегува во RLUSD.
уште еден плюс кога станува збор за XRP Ledger, затоа што RLUSD е матичен на XRP Ledger. Повторно, не е заради тоа што ние го бустаме или се обидуваме да го пофалиме XRP, тоа е затоа што има премногу вести за него и затоа ги објавуваме. Нормално, значи за оние кои што има вести за тие објавуваме. За жал за другите коини моментално нема нешто посебно ново. Следен коин за кој што мораме да зборуваме е Chainlink, кој што моментално ова се, верувале или не, различните проекти и блокчейни кои што се интегрирани на неговите услуги. Значи Chainlink не го дава само CCIP протоколот за интеркомуникација, туку дава и други како што гледате и сами услуги, како data feeds, data streams, automation, дополнително дека имате и proof of reserve и така натаму, каде што гледаме дека се повеќе и традиционални финансии и блокчейн проекти се целосно поврзани преку CCIP протоколот. Значи Chainlink навистина ќе има клучна улога во крипто секторот ако продолжи на овој начин. Следна интересна вест доаѓа од Polkadot, каде што според најновите резултати, пак ова е објавено на Binance, Polkadot успеал да достигне неверојатни 143,000 transactions per second. Чисто ова е како на некој начин објаснување со нормално новиот апдейт на Polkadot. Знаете дека ова е Polkadot 2.0, после апдейтот кој што го направи да едноставно проложи надвор од претходните interchains, односно relay chains, каде што ево прилика како би изгледало споредбено Polkadot трансакциите на Visa, кои што се најде околу 7,4 во нормала, зборуваме во секунда нормална трансакции, Ethereum и Bitcoin. Значи ова е на некој начин да покажат само колку следните генерации на блокчейни се едноставно многу подобри, многу побрзи, многу по-одржливи во ваков тип на голема количина на true output на трансакции, каде што нормално ова е повеќе од потребно кога станува збор за ако треба вие замислите цела економија или цела една глобална корпорација како Visa или Mastercard да ги поминува сите трансакции врз ваков тип на технологија. Со тоа што многу добро објаснето, значи Polkadot матично за разлика од другите да речем коини како Ethereum кои што се обидува да го развие начинот на кој што функционира преку одржливост, транзакции во секунда и децентрализација и така натаму преку Layer 2, овдека Polkadot тоа го прават со развивање на матичниот протокол. Значи они го развиваат сопствениот матичен протокол без при тоа да бараат дополнителни да речем адаптации како Layer 2 со цел да го направат тоа. Значи пак ја и понатаму верувам во овој проект, верувам дека е крајно потценет, како по технологија така и по цена и затоа не го отстрануваме од нашето портфолио. Официјално XRP Ledger и Axelar во дополнителен, значи знаеме дека се интегрирани уште пред некое време, но Axelar сега ќе биде во улога на sidechain на XRP. Верувам дека така ќе се поврзат помеѓу себе, што е крајно позитивно, со тоа што Axelar самиот по себе ќе функционира како sidechain на XRP и ќе направи Ethereum Virtual Machine, тоест да оние коини кои што имаат своја Ethereum Virtual Machine, односно кои што се матични на Ethereum, да можат директно да функционира и на XRP Ledger преку овој сайдчен на Axelar. Така да ова е голема добра комбинација која што одговара за сите три проекти, би рекол, највеќе пак би рекол за Axelar, така да крајно позитивно. Да, Algorand моментално најавува интеграција со Wormhole, односно NTT Native Token Transfer, знаете тоа е протокол кој што го користи Wormhole, каде што истиот е поврзан со повеќе од 80 проекти и еден од нив ќе биде и Algorand како Layer 1. Така да е крајно позитивно, пак истата ситуација и за Wormhole и за Algorand како блокчейни кои што помеѓу себе се поврзуваат и со останати 80 кои што се матично поврзани на Wormhole. VeChain, да, значи VeChain од 1 јули има посебен портал за стейкинг, како стейкинг платформа, така да речена Stargate. Многу лесно може да најдете, истата е stargate.vchain.org, вака опрлика истата изгледа, каде што ќе можете вашите VET токени да ги стейкате за VTHO, тоа се токените за газ. Ова се двата новчаници кои што се прифатени, VWorld и Sync2, за жал не се прифатени cold wallet како Ledger и како Elipal и така натаму, тоа е реалноста сега за сега, но ова е ново, рачунете дека они сега го имаат направено овој новчаник и верувам дека наскоро ќе го надградат затоа што пак cold wallet се, знаете и сами, основата на децентрализацијата и на self-custody. Така да ова е ново во однос на VeChain, имаат своја нова платформа за стейкинг.
Alchemy Pay, дечки, јас навистина многу очекувам од ова, верувале или не. Alchemy Pay, истата ситуација, гледаме дека поголемиот дел од сериозните проекти кои што се свесни за потенцијалот на real world asset токенизација се спремаат за истата. Истото, погледнете го ова. И стейблкоините, кои што исто така ќе бидат дел од истата, стейблкоините се токму тоа, токенизирање на кеш. Alchemy Pay, како што веќе спомнавме, спрема свој Alchemy Chain, затоа веќе имаме најавено уште пред неколку месеци. И тоа не само што спремаат свој Alchemy Chain, туку спремаат и свој стейблкоин кој што ќе биде матичен на Alchemy Chain. Односно, знаете, и сами со оглед на фактот дека истите се on-off ramp за поголемиот дел од најголемите блокчейни и централизирани менувачници, ова ќе биде крајно добра адаптација и крајно добар апгрейд на самиот проект, каде што ќе има и свој блокчейн, Alchemy Chain, и свој стейблкоин. Јас одвај чекам, искрено ви кажувам, ние сме дебело инвестирани во овој проект. Овде ќе имаше интересна работа која што мораме да напоменеме. Значи, на официјалната тон страна, нормално ова е токенот на Telegram, погледнете, значи, катастрофа. Пазете, значи, испадна една информација која што беше насекаде расширена како дифолган буквално. Веле 10 годишна Golden Visa, знаете кога се визи кои што дебело се плаќаат во држави како Обединетите арапски емирати, каде што вели доколку ставите под стейк на 3 години, ако ставите $100,000 вреден тон, ќе добиете 10 годишна виза во Обединетите арапски емирати. Погледнете, се објаснето детално како да го направите за само еден ден подоцна да излезат од представници од Обединетите арапски емирати и да кажат дека такво нешто нема, така да го кажуваме на нашиот канал, да го имате во превид, ако некој ви го кажал, да знаете дека тоа не е така, да не си ги ставите без веза, замислите $100,000 не е мала количина на пари, да ги ставите под стейк и да очекувате вакво нешто кога гледаме дека самата држава тоа го одбила. Така такво нешто нема. Сега, следна интересна идеја, Centrifuge е еден од парачейновите на Polkadot, кој што се занимава исто така со токенизација на реални ствари, односно овдека станува збор за врап верзија на S&P 500 индексот, преку, како што кажаме, дилер брокер, ќе биде достапна на Centrifuge, на неговите, тоест така наречена Anemoi Capital, тоа е посебен тип на апликација која што постои на овој блокчейн, на овој сайдчейн на Polkadot, каде што ќе може да купувате и продавате S&P 500 индекс, без разлика дали се наоѓате во Америка или не. Така да ова е еден добар, интересен апдейт, пак истата ситуација. 24/7 трговија на ваков тип на индекс која што не е нормално достапна на традиционалните пазари. Сето ова ги прави овие коини да бидат доста интересни и популарни, а допрва да бидат и солуција за она што моментално нема решение традиционалните финансии. Сега овде имаме една негативна вест за рендер највеќе. Значи, искрено јас не знам што се случи со проектов, пак ќе кажем, има многу добри вести, постојано беа сегде, се најавуваа големи партнерства, јас и понатаму не гледам причина зашто тоа не би се случило, но ова е пред еден месец, јас ова не сум го ни видел, искрено да ви кажам право, за да на 26 јуни, пред само околу недела дена, ќе бидат делиснати и Render, и Ribbon Finance, Helium Mobile и Synapsis. Но како и да е Render, јас сум крајно изненаден, отворено ви кажувам, испадна тоа што го зборуваше Радна Скела точно во право. Пак ќе кажам, ние имаме солидна количина на Render. Не велам дека ќе се откажеме од него веднаш, нормално, но во иднина ако видиме дека стагнацијата продолжува и дека нема нови вести, дека проектот е неактивен, за жал ќе мораме да го промениме, но за сега и понатаму ќе оставиме барем следниот дел кога ќе имаме потенцијален скок на коините, да видиме што се случува со самиот проект, затоа што и цената која што го имаме токенот воопште не е лоша, така да немаме потреба да брзаме околу сето ова, но за жал не гледаме некои позитивни вести околу овој проект. И SmartCon организиран, не верувале или не, од Chainlink. Доаѓа на 4-5 ноември 2025 година во Нью Йорк. Зошто е толку битно ова? Погледнете до кој степен стигна блокчейн технологијата. Значи, џабе ќе ви кажувам, подобро е да ви покажам. Представниците кои што ќе зборуваат на оваа конференција, верувале или не, представник на Swift, представник на JP Morgan, представник на Mastercard, значи се некои мали фаци. Повторно овде ќе имавме уште еден од Swift, пошто погледнете представник, и нормално Chainlink, самиот Сергеј Назаров. Што ви кажува? Тоа ви кажува дека едноставно овој проект е дебело интегриран во институциите и ова тоа токму го покажува. Замислете на конференција која што е Chainlink организирана,
најголем дел од говорниците ќе бидат централизирани банки, платежни услуги и нормално самата SWIFT, односно меседжинг системот за банките во светот. Така да тоа ако не ви кажува дека овој проект е доста интегриран во институциите, апсолутно ништо нема да ви го покаже тоа. И за крај уште една интересна вест тоа е кога си председател на Мурика. USD1 е стейблкоинот кој што е нормално официјално направен од страна на World Liberty Fi, тоа е компанијата која што во голем дел е во собственост на фамилијата Трамп, каде што USD1 верували или не, значи лета нагоре во однос на market cap, а наскоро ќе го има како таков и на Bybit за спот трейдинг, што значи дека било исплатливо да си премиер, да си председател на Мурика, кога станува збор за твоите криптоинвестиции. Се надевам дека уживате како и секогаш нормално. Во среда не заборавајте, имаме многу битен лайвстрим и се гледаме во истиот. Поздрав од Крипто Гемиџија.